Da ne se plašiš? Ne, ja sam ti. Ne griži se, ja sam ist како тебе. Знам дека сте зафатени, но почекајте една секунда. Не се знае дали може огромен хаос да се случи. Може би се слушно за коронавирусот. И исто така, може би го подценуваш тоа. Јас дорим се подсмевав на луѓето кои носат маски. Треба да престанеме со подсмевањето на нашите најблиски кога ни велат да купиме медицински маски и ракавици. Да, знам дека сакаш да излезеш и да се видиш со пријателите. Мислиш дека со тоа не би наштетил никому. Но инфицирањето на нашата држава продолжува со зголемува. Да почнеме да докажуваме дека сето ова не е за подценување како што сме мислели. Не напуштај куќата, освен ако имаш некоја сериозна причина. Добар карантин, оној како што го гледаш во филмовите. Цела нација по дома, не сте го очекувале ова, нели? Вирусот не ги поштедува ниту младите луѓе. Може да се случи во секој момент и младите поради негрижата да бидат сместени во интензивна нега. Тоа е само кашлец. Почекај, може би е лошо. Не знам. Не го земаме за сериозно. Излегувај надвор, само ако е необходно. Затоа што тоа што го подценуваш не е обична кашлица. Гледаме најразлични видеа од високоризичните земји. Од луѓе кои не ја свагаат оваа работа сериозно. Проблемот е многу посериозен отколку што ние веруваме дека е. Ова не е неоснован песимизам. Она што се случува е многу повеќе тоа што е. Да сватиме дека дури и да бидеме во можност да дишаме воздух во нашите домови е нешто за кое што веќе треба да сме благодарни. Сите знаеме дека Кина е далеко. Но вирусот е побрз од колку што мислиш. Па може би ќе подразмислиш за твоите викенд планови. Може би да останевме порано по големиот дел дома. До сега не би имало потреба сите да бидеме во карантин. На почетокот, кога го поминаш по големиот дел внатре, може би ќе се чувствуваш нелагодно. И дека нема да го видиш крајот на тунелот. Не сте единствените. Не сте сам. Ќе започнеш да го гледаш убавото и неубавото заедно. Но ќе проживееш моменти на единство како што не си замислувал. Го предлабачуваме односот со нашите најблиски. Може би секој од нас е во свој филм, но сепак чувствувам дека правиме едно исто. Така да? Почни со својот дел. Не си играј и остани дома. Не може да биде толку лошо. Не си единствената личност со светот. Можеш да одмараш, да четеш книга, Да гледаш филмови или да свириш инструмент. Поточно, да научиш како да свириш инструмент, искористувајќи ја тишината на полицискиот час. И опуштено затоа што ќе заврши насилно. Да не бидеме себични. Грижи се за себе, за твоето семејство и за луѓето околу тебе. Искористи го времето во потрага по ново хоби. Биди фраер, седи дома. Значи, не ми глумиш език, остани дома.